Се викам Игор Трче и во Прилеп живеам, да свирам не знам многу, ама многу сакам да пеам, пијам Крали Марко Цепенков читам, на работа одам и за леп понекош питам. Сум учел јас за глумец, ама слабо плата земам. Ме бара кој што сака да плата тичнејчат. Ме третират ко дебилче, дури полошо од сакат, јас сум џабе дипломиран и многу лошо инвестиран, ама не ми е гај, мене не ми е срам, скроз сум несалом. Ако се правите многу паметни или се правите луди, гајле ми е за вас. Нека ви се суди. Ви беше раката во медо и ај шо не ја вадите и со другата посигате, море и со нозе не се гадите и со таквото че брцните, оти многу ви се слади. Видете наоколу има и стари и млади. Некој да лизне од капачето, ќе му биде доста, ама ништо не остана за масава проста. Епа, ако сте толку паметни или се правите луди, гајле ми е за вас. Нека ви се суди. Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, но особена чест и задоволство ми е да го почнеме 8-миот поетски слем Македонија 2018. Се надеваме дека ќе продолжиме секоја година со ваква убава публика од различни генерации, со толку изведувачи, исто така од различни генерации, и особена чест и задоволство е да ги представам двајцата големи гости кои ни дојдеа денеска, Тихомир Јанчовски и Бранислав Николов. За пијан слава и клеветизам и хоризонтала и Лидија и се што знаеме за жените. Знаете како оди поето слемот, од публика се бира рендом 5 члена жири комисија, која ќе ги дава своите оценки, некоја на специјална програма ќе ги внесиме и од тие 5 највисоката и најмалата се анулираат, за да немаме претензии кон некои од изведувачите и се добива средна вредност. Имаме 17 изведувачи и овдека имаме 17 подароци од Оптика Оптил, која исто така оваа година го доделува наградата за прво место на поето слем Македонија. Со нас тука и Марија Грубор, минатогодишната победничка, која оваа година ќе ја представува Македонија во Будимпешта на Европскиот поетски слем. И се надеваме дека ќе победи. Да не должиме многу, за почеток ова беше за кршење на мразот, еве го тука спремен и орен за работа Бранислав Николов и неговиот кревети за и хоризонтала. Да слушнеме што има да ни каже тој. Минатата година ни беше виртуелно присутен со Адам и Ева. Јас редово го пукнав и еве микрофонот, тој го зема. Добро вечер. Ти верувам. Од мене можеш да направиш црква. Ти верувам. Со фрески на твојата љубовна жртва. Ти верувам. Ти биди мој утешение грешни. Ти верувам. Ке те зацрвенам со пофални песни. Ти верувам. О, света жено, остануваш тука. Ти верувам тебе и верувам во чуда. Немој сам да си простам, немој сам да си судам. Ти верувам тебе и верувам во чуда. Сега втората, не знаев дека има пропозиција да се научи на памета, но скорошна ми не можем да научи. Усаин Болт, хроника на измереното време. Кога времето беше младо, имаше нејасно лице. Едве препознати го поматните црти на излезот и залезот. И уште поматен тил, црната ноќ до првите петли. А кога човекот посака јасно да го види, закачи стап во песокта и така го фати финесите. Порите и порите на тој тркалесен сурат. Беше голема работа кога звоното на саат кулата прв пат ја зачупи химната на точното време.
на следниот сигнал динг-донг, динг-донг. Ги кордисавте часовниците и таа проклета муцка стана икона, постојано во фокусот, во пулсот на нашите бунтовни, немерливи срца. Знам, веќе никој не живее безвремено. Се разбуди ли човек среде ноќ во кошмар, прво што ќе види е точното време. А каква врска има тоа? Сега се гледа кристално јасно. Во милисекунди измерено е се. И денот, и ноќта. И сонот, и сексот. И песната, и тишината. Тира е тоа измерено време. Значи, да избереме жири. Ова беше исто за калибрирање. А како мислите, за која оцена е ова од 1 до 10? 10. Добро, супер, имаме. Да, добро е. Да видиме кој е заинтересиран да биде жири комисија. Да видиме раце. Да, Тихомир, еден ти не може, ти си влюбен во еден од учесниците. Да. Извинете името. Стела Василковска, Тихомир Јанчевски, двајца и ајде уште тројца да избериме рендом. Например, Мишел, кажете еден број. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Господја? Тоа сте вие? Да. Вашето име? Светлана Николовска, третото жири. Не, сега ќе броиме да не местиме. Кој ќе каже друг број, Мики? Број? 15, ама бројте од назад сега. Ајде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ајде, еже 15. Четврт член на жири комисијата и ни треба уште еден број. Ајде, мамо, ти кажи еден број. Поголем од 20. 25. Продолжуваме од господјата Снежана. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Мики, мислам дека тебе ти е 25. Бро, ти го кажа број? Како бројеш? И Мики е петкиот член на жири комисијата. Значи, секој изведувач има време до 3 минути, кој има само микрофонот и својата авторска поезија или проза, што и да сака да каже. Потоа жирито дава оцени од 1 до 10, тука ги запишуваме и ги анулираме највисоката и најмалата за да се добие средна вредност. Потоа да, веројатно сите ги знаете пропозициите на поетот Слемчаве, го зборувам се, тоа не е проблем. Голем поздрав до Тодор Четасевски, председателот на Струčki вечери на поезија. Оваа година завршува, имаме композиционен представник. Досега бевме авангарда, а сега влезуваме во други води. Редоследот на настапувачи е онаков како што е во книгата, онака како што се пријавувале на конкурсот сите учесници и првиот учесник е, или првиот изведувач, според програмчето, Веруна Каливиди или Викторија од Битола, која што многу ми се допадна на работилницата и на читањето низ нашиот центар на градот. Повели. Уште едно нешто само. Така, да само да ги исклучите вашите мобилни телефони и други звучни апарати. Отиваме од обезбедувањето присутни гости кои се инфилтрирани помеѓу вас, така да може да ви ги отстранат мобилните телефони доколку ги користите во ова време. Секој од изведувачите од Оптика Оптил има во еден подарок, односно 3 книги од едицијата Русалки во издание на Или, кои ги промовира овде на Поет Слемот 2015. Може би некоја друга година, но секој како изведува да се земе по една, а имаме 3 за победниците и по една за Бранислав Николов и Тихомир Јанчевски. Здраво, здраво. Мојот најчен крик се надевам после овие неколку минутки чуем. Барем та еден, мене би ми било доста. Зборот од центарот на душата се проектира. Во мене се врти, превртува, осцилира.
На сите комори притиска, пулсира, низ телото продира, глас. Сепак уште трагам, центрифугално левитирам, околу оската зборовно арбитрирам. На зборот значењето го пребарувам, бирам. Залудно. Библиско-вавилонски чинам не се разбираме зашто сме сакале боговите да ги имитираме. Еве сме денес, живи и здрави, половина животинки, половина божества, сепак празноглави. И глуви, и слепи, и неми, и со запнати носеви, кога сме веќе на темата. И не е дека не се разбираме, зашто тебе ти треба слушен апарат. Мене диоптриски очила, него знаковен субстрат. Не е дека не се разбираме, луѓето што не се слушаме, гледаме, допираме. Не се разбираме зашто... Не се разбираме. Не се разбираме зашто не емпатираме. Зашто главата своја на другија проектираме и ништо друго освен истата не перцепираме. Потенцирав? Не се разбираме зашто не емпатираме. Само големата аргиосана цивилизацијска машина ја предвижуваме. Обшественото трудо чисто материјално тркало го ротираме. А што? Тебе не ти се учествува во полната игра? Океј, следниот. Дали потенцирав? Не се разбираме зашто не емпатираме. Главата високо крената, моралите ниско спуштени, мирно, позор, сад и јуриш кон целта. Чекај. Која цел? Здраво, која е целта на твојот живот? Извини, тоа не е тема на муавет. Извини, ти што те задржувам? Дали потенцирав? Не се разбираме зашто не емпатираме. Ако потенцирав, зашто овде заглавивме? Ако не, жал ми е што не се разбираме. Јас само сакав да си позборуваме, нешто надвор од себе да проектираме. Јас сакам збор надвор од мене да проектирам, да зборувам, говорам, дебатирам, потенцирам. И ако ништо повеќе не ми преостанува, само со врвот на прстот да вибрирам. Дозволи ми да те допрам. Дозволи да допрам. Фала ви. Ајде да слушаме нашето училишто, ќе оцени за ова прекрасна изгледа според мене. Тихо, ти имаш честа. Јас да почнам. Да. Те дадам некоја оцена, ама бидејќи не сум ги чул другите, ова е како критериум, ако е положно, тој ќе биде помалку. Да, ризикот секогаш постои. 6-0. Имаме можност со 9,9. Значи може и 6,9 исто, зависи. Чисти оцени. Шеска. Стела? Од 1 до 10, да. Од 1 до 9 и 10 нормално, да. 8. Снежана 8. Ники? 10. И Еже 9. Да. Дали е се во ред? И средната вредност за Варуна Калибиди или Викторија Вики од Битола, која што е огромен потенцијал, морам да ви признам дека преска многу поубаво, или бар јас така ја доживеав изгледата на работолницата, беше, но, нели, ова е сериозна жири комисија, секој добива трема. 25 поени од 30 можни. Совреден број 2 ни се подготвува Даниела Хаджи-Тоневска. Повели Даниела, и доаѓаш од Скопје, само за нас. Добро вечер. Јас се извинувам што вака звучам, кој што ви рекла на музичките шоуа, заситната сум, ма знам дека ќе биде само ефект што ќе ја надополни мојата работа што сакам да ви ја кажам. Не кажано. Помислив, но не ти кажав дека решив за секогаш да одам и да не погледнам никогаш назад. Помислив, но бол в гради ме стегна, на созени очи во грч, како ме гледаш, видов дека не ќе е лесно. Помислив, но не ти кажав. Почнав да се промислувам, се колебам, а ти знаеш дека таква секогаш сум била. Помислив и да одложам. Некогаш можеби негде ќе решам и со себе ќе да земам.
Помислив, но не ти кажав. А како ли би кажала, макар збор еден? Помислив и да те лажам, но не можам, не е фер. Помислив, сакав да ти раскажам, како животот ми нема смисла, како одамна тука нема место за мене. Помислив, но се лажам, мислејќи дека ќе избегам од себе. Помислувам да ти кажам колку ноќи планови круев за нов живот далеку од дугината и како сакав да си одам и да ја оставам зад себе депресијата. Помислив, ама не ти кажав. Зошто една си и само моја. Не заминав и нема веќе да помислувам нешта кои нема да ги кажам. Благодарам. Ова е за сите изгледувачи, да замолвам да си ги земате самите, да не морам и таа работа да ја бркам. Значи да видиме оцени за Даниела Хаджитоневска. 5, 7, 5 и Мики 8. Да, и средната вредност за Даниела Хаджитоневска 17. Честито. Брзо преминав на работа, тоа ми се допаѓа. Следен ми е Дарко Бошковски. А Дарко ќе ни софати на чист англиски јазик, тој студира англиски јазик и книжевност и за жал се уште не е спремен да ја преведи својата поезија на македонски со. Ако некој не разбере од жирито англиски, тоа ќе биде негов проблем и ќе го оцени само изветлан. Наставно, повеќе да оцени. Само една корекција, спремен е, ама нема време. Deflected. In my opinion, if you think only with your mind, leaving your heart behind, you're just a sophisticated type of stupid. Oh darling, I will wear the bruise that you left on my body, not as a burden, but as a badge of honor that made me get through all of my repulsive bodily sensations that betrayed my own being. All of my birthmarks and scars are echoing through the crimson sea of sins that I have not committed, but I am guilty. I am guilty because I cared about a frozen beacon of loneliness that attracted me like a magnetic field of 1,000 shattered lessons scattered on the marble floor beneath me like books that I couldn't read or learn. And your mindless statements attacked me, but nothing about you succeeded to attach my soul to yours. You're guilty that every night at 3 a.m. I dream of cigarettes, champagne, and the words you used to dig like claws into my flaws. You're guilty that at 5 a.m. insomnia slithers among the sheets of my bed. You're guilty that every word that circles my own damned mind sounds like a perfect line of an imperfectly unfinished poem. You're guilty that all the monsters under my bed have turned into angels, into my vast arsenal of lurking corpses. And you're guilty that I cannot finish this poem. Благодариме и ние. Сите разбравме? Се. Браво, од цртани учиме англиски јазик, затоа сите разбереме. Тихо. 7. Стела 9. 9. 6 или 6, убаво кажа на англиски. И кој беше Мики? 8. Средна вредност 24. Следна е Елена Андоновска од Прилеп. Повели Елена, исто беше многу добра на работницата претходно. Се надеваме дека ќе повтори својата изјава. Повели. Не ме знаеш. Велиш дека ме знаеш. Си ми бил близок. Или познаник кој за миг го снемува. А никогаш не си ме прашал како се чувствувам, дали нешто ми недостига, дали се стегам од глад или се кријам од срам. Не, ти не ме знаеш.
Ти не се обиде да ме запознаеш. Ти не се обиде ни да помислиш што се случува. Не ме знаеш. Не знаеш како е да те навредува наставник, да ти се подсмева, да те понижува. Не знаеш како е да си сам во училишните ходници и на клупите во училници во дворот. Не знаеш како е да си гладен, гладен за храна, за внимание, за другарство, макар да е лажно. Не знаеш како е кога комшијата ти позајмува пари и потоа ги враќаш со последните зборови од баба ти. Не знаеш како е кога се грижиш за болната баба, која полека пропаѓа во неизлечливата болест. И потоа одиш на училиште с каменет, со празен поглед, и ако некој ти зборне се чудиш, си растревожен, ти знаеш дека баба ти нема никогаш да ти зборне. Не знаеш како е да не го почувствуваш летото, ни неговата свежина, ни радоста, ни една насмевка на лицето. Не знаеш како е да се бориш против собствените мисли кои те туркаат во темница. Не знаеш како е одеднаш да ги изгубиш сите пријатели, кои може би само добро глумеа дека се пријатели. Не знаеш како е да бидеш секогаш последен избор, нечија корист, нечи подсмев, нечие малтретирање. Не знаеш како е да талкаш во ноќта, во населби каде прв пат одиш и не знаеш каде одиш. Не знаеш како е да си осамен, иако покрај тебе се многу луѓе кои те сакаат. Ти не ме знаеш, не ме осудувај, не ми се извинувај, не ми помагај. Одбегни ме како што правиш секогаш. Сврти го погледот, створи го срцето. Остави ме да го живеам животот таков каков што е, а ако помислиш на мене, само прешепоти мала молитва, домове. Елена Андоновска од Прилеп, да видиме 7, Стела, 6, 8, 10 и 5. Така, и средна вредност за Елена Андоновска од Прилеп. Првиот изследувач од Прилеп, 21 број. Односно 30. А сега, мојата драга соработничка и една од најредовните, освен минатата година за која што многу и се лутам, неприсутна на Поетри след Македонија, Елена Пренџова од Скопје! Welcome and bienvenue! Welcome! Игор, мислев дека само јас не можам да си простам за лани. Ова песна прв пат ја кажувам за мојот најскорешен поранешен дечко. Да ја читав тогаш како што ја читав сега додека ја учев, немаше воопшто да биде дечко. Влажен сон. Денес добив 2 покани за романтична вечера. Од исти човек, една по друга. Ми вели, ти си романтична девојка. Велам, не сум. Но јас си замислив дека си романтична девојка. Не можам да го разубедам во спротивното. Велам, окей, добро, ајде кажи ми на теорија што значи тоа романтична вечера. Ми вели, камин, црвено вино и пица. Каминот мене не ми годи. Ме умирисува, може да ми ја запали облеката, не ме догрева, црвено вино не пијам, исклучиво бело и тоа не значи дека сум расистка. А на пица, дечко, можеш на вечера да однесеш само дече од градинка. Денес ми вели ме сонувал. Го прашам што сме правеле. Ми вели сме се гушкале покрај море и сме пиеле жолта ракија. А мене се некако романтиката ми е розово обоена. Го прашувам, а добро, дали сонот беше влажен? Ми вели многу влажен. Му велам како Мадона во еротика или како Северина на клип? Ми вика како Роуз во Титаник. Денес јас го сонував. И се пожали дека бил тажен. Мама
му ја раскитила елката дома. Го сонував на романтична вечера со Дедо Мраз. Не покрај море, туку покрај елка и покрај камин со чорапи полни подароци. Тој, како и секогаш, облечен во костум, во исклучиво бела кошула, без кравата и без трегери. Бијак. Не, извини, не можам да излезам со тебе. Не можам. Мама, знае ли мама колку пиеш? А извини, а Дедо Мраз дали им дава подароци на децата што многу пијат? Сакам да ги изгаснам сите светла, ама мислам дека нема да биде пријатно. Браво, тој га начим оценува добро, тоа е голема работа. Тихо? Ова беше многу добра изvedба, ама не знам колку е поеди. Ова е наштап, расказ. Да, секој има свој право. Поетри слемот не е само поезија, може да биде импровизација, може да биде краток расказ, може да биде, како се рекува... Поетски слем тоа, што треба да си слободен се. Да, може би си во право, меѓутоа не е ограничена формата, да речем. Но сепак, 5, тихо, Стела. 8. Неже, 9, браво, Пиргенче, фала ти. 10. Не гледам сега темница. 9, да. И средна вредност за Елена Пренџова. 26. Понатаму се уште еден брилевски изследувач кој за прв пат настапува официјално на Поетри слем, Зоран Тодоровски, хакер и многу голем компјутерски техничар. Зоран Тодоровски, Црна! Јас сум Зоран, да ме викаат ти. Така сите растеа безкласен и педагог, тие дури ја бистреа, јас не бев демагог. Ако Бог знае дека така растат без мисија, нема да ги види тие што висеа на работ пред амбисот. И без мотив правот го згазија и развија нов свет на безизлез, дека тие него по свој изглед го створија, врата му отворија на демагог глед, да им ја поклони бедата демек, смесите се цвет не греше, а 5 и 5 на трет пат грешаваат. Решаваат видел да се гледаат, а ке се предаат, но не проштаваат. Мечтаат да не дојдија или на Белко и Нокија, да вечно не се вратат и остават без батерија. Од Архангел мечот им лева хистерија, што роде неконечно, тука на планетава. Да направат дело, зашто добро че речеа, на братски гроб во бело, па после раслава вера да ја продал за сладка вечера, ко за адет, на погреб и за глава Ирлија. Изгледаат дебело и стандарди бркаат, плукаат во огледало од страх, не го кршат. Па ме дркаат да пишувам со грам роба и на стихов ке ми свршат. Тодоровски Црна. 4. 9,5. Ова првите децимали паднаа ова година, повелите да е слободно. Тоа е твоја поезија. 7. Снеже. 9. Вики? 7 викашеш? Да. Значи, чекај сега, пак имаме 4, 9,5, 7. 7 уште еднаш и Вики 8. Добро, и средна вредност. Да. Свајни звонци, ова е мој доминен број. Јас живеам на број 22, ова е мојачка. И со уште еден прилепченец кој редовно не поддржува и на неговата вила и викендица стално одлично си поминуваме. Се надеваме вечер дека сите ќе ме видиме на Плетвар во Резиденс. Зоран Хемфри Димовски.
Така ли рече, тука сме. Имам две, ама не знам која. Првата историјата Тихомир се вика едната, другата Федерико. Едната италијанска, едната француска, не, ма не знам. Ајде, знаеш што знам на памет, може? Може. Немој да ни ја виткаш, книгата ме боли. Che uomo di oggi sarà? Che uomo, senza droga e alcol. I saggi si fanno il tè, quelli meno saggi fanno crescere la barba, quelli moderni si rasano i capelli. Che uomo di oggi sarà? Che non si perde nel tempo, sicuramente. Tu, quell'uomo sei. Треба ми превод. Не, пошто италијански не знам дали некој разбира. Само за мене превод, извинете на сите. Истата песна да ќе име да им Што човек ќе биде без дрога и алкохол? Што човек? Недарешницава ќе биде. Мудрите прават чаje. Помалку мудрите си ја растат брадата. Модерните си ја бричат главата. Што човек ќе биде, што се губи во времето? Сигурно ти тој човек си. Што не се губи во времето, сигурно ти тој човек си. А тоа го оставаш празно да не си го земи некој после зад. 8. Првата оцена е број 8. 7. 7 исто така. Еже, не гледам бате. Дечи, 10 и 2 десетки од прилемчаните ова. Значи не може да нема протекции како може. И средна вредност, да не од тие музиките со официјалните. Средна вредност 25. Следен изведувач сум јас. За волја на вистината сакам да ја говорам другата песна. За жал овие се последните едни од ретките кои што сум ги напишал во последно време. Но Елена решила да не ми ја објави ова песна, баш ми е жал. Се викаше Дерман немам. Ама ќе слушнеме ова екстерната која што имаме тука присутна. Керка ми плаче за мене. Се затрупавме со пантали, со бубајки, со најлони и полни врејки од кинески пазари, со надојдени води и прскани овошја на билдани пилиња и луди говеда. Се токмиме со засукани мустајки, засукани ракави, стокмени веги и прсти што покажуваат знаци, без зраци и зрачења, без созвучувања, без созерцувања, без звук, немо. О, ке тонеме ли пак слепо? Ке речеме историјата се повтори, ке ни е крива од комшијата, фамилијата и биографијата, ке се определуваме според географијата или според ликата и приликата, или според политиката. И како во тујги чејли облечени, маршираме вместо по логиката на информатиката, вмрежени во сенародното оро, не престануваме да бидеме робови на електриката, зависни од нафтата, желни за профит на огромна штета на природата, света. О, се затрупавме, се потопивме, се потоморивме, се изнавикавме
И пак не се искажавме, не се докажавме, не најдовме доволно разум и сила да не го избереме патот кој добра намера го поплочила. Се затрубавме со ѓубре, со отрови, пластика, ни фали ментална гимнастика, кабли, полначи батерии, лоши преводи, синхронизации на турски серии. Се преполнивме со дезинформации, дезинтеграции, децентрализации, црни хроники и полициски акции. Се изнаслушавме експертски реакции. Се збиравме по митинзи, по контрамитинзи. Се изнаплукавме по личности, по улици, по згради и скулптури. Се испотепавме ко карикатури, ко восочни фигури оставени на сонце поради недоразбирање и различности. И пак не знаеме што да правиме. Да го слушаме жирито, молам. Шо протекции? Стела? 9,75. Мислам дека е можно или 9,7, тоа што ќе скратиме заради техника. Да. 10 Снежана, Мики 10. Двојче може. И едно двојче одрече. И средна вредност за Игор Трче. Настапувач на сите следна превари, не само во Прилеп, и во Кавадарци, и во Тетово, и во Скопје, и во Дојран, и во Струга, Константин Каре. Живот. Што е животот? Зошто е животот? Зашто е животот? Колку е животот? Каде е животот? Од каде е животот? До каде е животот? Многу прашања што тешко се одговараат. Еве, например, ако се сретнеш себе си од пред некое време во животот, дали би замрел загледувајќи се во себе како во стара фотографија, споредувајќи и броејќи изгубени влакна, избраздени брчки на твоето лице? Би си давал ли совети? Би си ветувал ли? Би си давал ли гаранции во кои што и самиот не би си верувал? Би се подсетил ли на своите мисли? Или би поминал покрај себе без да се забележиш? Како покрај минато? Или кога би се сретнал себе си по некое време во животот? Би се фалел ли? Би се радувал ли? Или би се прашувал? И би си барал одговори и одговорност за изгубените прилики низ изгубените години? Абе би си удрил ли шамар? Или би поминал покрај себе без да се забележиш како да те нема? А кога би се сретнал себе си сега? Еве сега. Би знаел ли да си го покажеш патот? Знаел ли да си го покажеш патот? Еве, ти среќаваш себе си сега. Би знал ли да си го покажеш патот? Би застанал ли? Или
би се одминал, без да се забележиш и без да си помогнеш, егоистично бързайки да ги оствариш своите планови, удавен во своите мисли. Абе, животот долго трае, но брзо минува. Кога си дете, годината ти трае колко? Вечност. Кога веќе не си, дури трепнеш поминала декада. Мене еден живот не ми е доволен. Почнувам нов. Веќе нема да се двоумам, да се премислувам. Ке дишам со полни гради. Ке си најдам муза. Убава девојка. И како вампир ке пијам од незината младост. А таа ке пие од душава. И пак ке има за двајцата. Ке живееме вечно. И ке умреме во вечноста. Вечно живи и вечно пијани од љубов. Што и да значи тоа? Абе, живот. Што е тоа живот? Не знам. Толку знам за животот. Да се чуеме 8, Стела 8, Снеже 8, Вики 9, Ежа и 10, Вики. Цунци. Следен следувач е Кристина Ставревска од Битола, која што не воодушеви со незиниот настап под сатот и ја покани во оваа публика која е во ваков бројни дојден. Повели, Кристина. Здраво на сите. Значи, делото се вика аутопсија и ајде да почнеме. Имаш чувство дека нешто те демне. Совеста дојде да те трезне. Глас во тебе се буди, да ти каже нешто, се труди. Крајот на представата се ближи, те јадат сомнежи, тешки бодежи. Парите кои толку ги цениш, вреднуваш и воздигнуваш, на крајот на денот ти заминуваат без трак, оставајќи те сам во целосен мрак. Зошто мене ми се случува ова? Пријателе, одговорот нема да го најдеш во злато полна соба. Вистината е дека си застравил од патот. Дури да се свестиш, ти обчукал сатот. Остана без принципи, без морали. Основата на човештвото ја заборави. Трагајќи по материјалното, духовното го остави. За парчиња хартија, битието си го запостави. Земи огледало, сочи се, стои се, тоа што го криеш во себе, извади го, прифати го. За нов проект, пеперутка ефект. И тогаш ќе испливаш ти на површина, ќе ја дознаеш својата вистинска големина. Факт е дека балансот постои кога е во целост. Само тоа е спасот од оваа фикција, оваа фарса. Љубов и надеж, нов свет, ренесанса. Благодариме Кристина Ставревска од Битола. 5. Стела. 6. 8. Еже, 6. 6 и Вики. 8. И средна вредност 20. Солидија Стојановска од Приле.
Добро вечер. Затоа што мислам дека не постои некој покомпетентен да пишува на темата жена, јас ситнодробна маграмадна решив да се дрзнам да срочам некој ред за жената. Ситнодробна маграмадна, кревка, нежна, бојажлива малавица. Дури спремна и на рамена сето белосветско бреме да го понесе, како измачените мариовски кобили, преку планињето до пазарот и не посрма и гердани, посамали за товари. Ситнодробна, ама грамадна. Однатвор цврста како бик за расплод, а однатре јама длабока. Море љубов треба јамата да се поплави, ако ја допреш да се удавиш. За да ја пораснат крилја на арслани, јамата место бир спада те биде. Од љубов треба да се поплави. Тогаш за неа нема ни длабочина ни висина. Од звездите повисоко, од морето подлабоко. Дотамо е спремна да изоди, среќа да возврати. Жена е бре да се милува, да се сака и восхитува. И ако не можеш со љубов јамата да ја поплавиш, тогаш немој да бидеш сврдел што со болка и понижување планината однатре ќе ја изрони. Жената. Или пак признај дека мирните момци веќе не умеат длабоко да њукаат, никој не ги научил, нема веќе кој. Жената. Хала. Имаме темпо. 8. Да, само жирито го замолувам да одговара. 8 и 7, така? Една седумка, една осумка, мисля, че последната седумка. Да. Плиз. Двадесет и 4. А сега, минатогодишната победничка од Велес, од градот на Кочорацин, Марија Грубор или Магда Шарат. И големо извинување за грешката во програмчето овде си Грубо. Ама ти си секако Љубо. Денес е нов ден. Дувај во жарта се дори не посакаш да преживееш. Свари кафе, појади Фейсбук. Погледај го преносот во живо од прашина која се пласти на вчерашните знамиња, сошиени со конци, дезертери од джебовите, во кои ги туткаме гадењето и болката. Медитирај на рекламите. Испушти ја цела таа стресогена наивност, нека испари од главата. Врами си насмевка на успешно рехабилитиран сонувач и напикај се во едни претесни чевли кои глодаат глуждови како подсетник дека животот никого не штери. Работи колку што мораш. Од време на време милно покниши пред менаџерот за човечки ресурси. После работното време продај малку стоплено, одказирано незадоволство, колку да се најдеш во муавет. И на крај стави ново денарче во теглата со надпис Колиба на море. Ако пред спиење те мачат зазор, револт, гадење, киселини од несвареното зло, фантомски болки во одсечената надеж, голтни отров по свој избор, исипај пепел во жарта, се дори не посакаш да исчезнеш. Утре е нов ден. Марија Грубор, дами и господа, која ќе не представува во Будимпешта, да ова ни прави проблеми хем при празнова. 6 8 7 9. Скромно ни е жириво денеска, тихо повлече нога, ама добро, треба да се биде критичен во принцип. Една година имавме едно жири што само 10 даваше, па никако да дојдеме до средна вредност. 23 за Марија Грубор. А
А сега представникот на Поетри Слем Македонија од Тетово, Pero Сарджовски! Минатата година имаше одлична песна која што беше врв според мене една од врвовите, ама не стигна да ја кажеш, со на дека настапиш ли мене? Кој сум јас? Таја ми е фаворит мене. Вака, 2-3 пати смениш став и мислење за тоа која песна да ја прочитам. И се одлучив на ова, па се ајде да видим. Ќе читам, значи одма одземете кој 2, 3, кој да тоа. Не памтам. Туѓи песни памтам своји ич. Безглаголска, така се вика. Безлична, безимена, безглаголска, измислена, сказна, безмислена човечка, а страна. Една лута рана, низа зборови пишени, недоречени, неискажани, а лажени и растажени. Тие кротки, блажени, стишани, а грешени, врешето решетени. Страшни, пресни, растресени, разлетани, разпеяни, а безвредни, безработни, а паметни, бесни, лесни, заметни. Безлична, безимена, безглаголска, измислена, сказна, безмислена човечка, а страна, душата захрана во собствена драма, сериска бил играна, блудна, а безсрамна, имана, немана, губена или најдена, кризурдума фатена, на пазар продадена, нескротлива, неспретна, бесна, а полетна, во цутот слана послана, цивилизација, недогледна, недоветна, а дрска, мрска, еми брска. Безлична, безимена, безглаголска, измислена, сказна, безмислена на ничија страна. Љубовта опеана, младоста ожнеана, надежната, натажена, верна, дива, нескротлива, заводлива, засенлива, видлива, невидлива, тајната неизречива, длабоко закопана, безглаголска, безвремена, дупка. Безлична, безимена, безглаголска, измислена, сказна, безмислена, во сини облаци скриени, да злеана, распеана, стишана, та растреперена, извиена и обреана во куполи, свеана, насмеана, развеана, бујна, рујна, румена, трепетлива, срамежлива, скришна, вишна, среде лаги послана, безлична, безимена, безглаголска, вистина. Седум? 9? Да, слободно. Да. Праздното. Да, 7, 9? 9,7. Да, чекай, Влади, извини, направихме грешка. Значи, втората оценка е 9,7. 9, ево добро, пиши ја третата 9,7, да не направиме ситуација. 8? 10? Еже? 8. Да. И компјутерот за нас брои, тоа барем ни олеснува работата. 25. А сега ми се чини најмладиот учесник од Кавадарци Македонија, Роза Милкова! Еден голем аплауз и охрабрување. Мислам дека е првпат на вака јавна манифестација по слободно како сакаш. Ова е добра одлука според мен. Ти пишувам да умееш со неа како што умееш со себе си. За денес, за утре, за секогаш. А за да умееш со неа, прво мораш да умееш со себе си. Окончај ги своите лудила. Докажај дека си способен, покри своите да се сносиш со низините. И немој да пиеш, немој да се караш. Остани. Од паметни попуштања настојуваат големи луѓе. Ситниците, секоја жена ја прават среќна. Бакни ја раката пред светот, пред сите. Нека дознае дека е безбедна. Патем, испраќај и пораки, додека да се разбуди. Охрабри ја, да не се откажува. Расшири ги рацете, кога ќе посака да се сокрие. Јави се, не за да дознаеш како е, туку да се заљубиш. Повторно. Ти пишувам, затоа што од сите, јас најдобро те познавам.
И он е утра, кога посака да не дишаш. Ти пишувам, затоа што ве гледам, се карате, се расправате, викате, се игнорирате, а можете само да се сакате. Само да знаете, дека иако сте лути, способни се да се прегрнувате, ама милион пати, се додека срцата не ви направат ист такт. Дај клише, нека биде некој амерички филм, цитирај го Балашевик, читај го Малиот принц, поклони и ружа. И запомни, ти си еден од оние што секогаш ќе заминуваат, а никогаш нема да си отидат. Ќе го спуштат погледот, а потоа ќе го кренат. Тврдоглаво, упорно, недостижно. Некогаш може да научиме нешто од младите, да. Жири, 9, 9, 10, 9, 10. Значи, 28 Роза Милкова, 28,7 јас и 26 Елена Премчева. Тоа е тоа, тие се првите тројца кои ги имаат право уште еден круг back to back и S2S да се борат за првите 3 места. Само да почнеме од кого? И уште еднаш, ова за прв пат го правиме да имаме втор круг, обично со еден завршуваме, што наистина не е логично. Но, Елена Премчева, оште веднаш. Да не се лажеме. Наисто сме, само перспективата е друга. Пепелашки киките хулахопките на полноки. Во единственото диско во градот во кој се пуши. Сега со власта пак не е власта. Разгледувам. Скопје, Скопје, провинција, провинција, Скопје, провинција, Скопје, провинција, провинција. Новитет. Згоден. Немој. Туки. И уште еден новитет, смотанчок. И тој не мој, и тој туки. Женкар, частитор не опие. Гик, гаранта IT. Тој има поише пари од женкарот, ама не части. Студентка, паднала испит, прославува. И онака ќе се омужи пред да дипломира. Шанкер, шмекер, келнер, свингер. Може би, кој знае. И јас. На шанк, под шанк, на шипка, на подиум, во кјош. Очигледно е дека не припаѓам таму. Разгледувам мои студентки. Бивши на мои бивши. Бивши на мои студентки. Цело село весело. Ги наблюдувам. Додека тие инвестираа во Филип со станот во Охрид, Дарко со приватната фирма и Кире со двојното државјанство, јас инвестирав во Шекспир, Данте и По. Научив 4 светски јазици, а тие се омажија за странци. Сега се разбираат со преведувачот. Детето. Една моја издадена книга, колку еден нивен нокт. Еден мој одмор од 7 дена, колку цело едно нивно шатирање. Мојата гаранција, дипломите. Државни, меѓународни. Нивната гаранција, прстените. Диамантски, увозни. Но, да не се лажеме. Наисто сме. Само перспективата е друга. 2. После. Центар Кеј. Во ново отворениот кафич во градот. Отворен со милионска приватна инвестиција, со пренесување коли од странство. Чапат и нешто бело во нив. Гледам, наблюдувам, преполно, исклучево со резервација. Разгледувам провинција, Скопје, Скопје, Скопје север, провинција, Скопје, Скопје, провинција. Џамите Лондон. Во Лондон 90% од населението не се
се лондончани. И не само што не се лондончани, не се ни англичани. До лани од Охрид се иселило 70% од населението. Светлиите во странство. Некои во Скопје, а носталгичарите преку океанот. Ја прашувам другарка ми од Америка од каде е. Ми вели, I'm Irish Italian American. А муштиот кај? He's Indian German American. My cousin is Italian Dutch American though. Ние се чукаме во град дека сме антички македонци. Знаете, ние мислиме дека сме го чекале сонцето да се усвити и да почне да грее. Во меѓувреме сме вареле ракијичка и ајбар сме правеле во казан со барок на фасада. А тие тогаш немале ни континент. Значи, да се разбереме. Наисто сме. Сепак, само перспективата е друга. Да слушнем оценки. 8, 10, Стела, 8, 9, Снежа 9, Ежа 9, Снежа Ежа, ова добра рима има, Ники 8. Светле се вика тоа. Светле јас па Снеже, просто. Уште по-добро е, светле. Да. Тако? Нема везе, че ги запишеме ако треба и на рака. Не ги слушна оценките. Еже, која беше? 9 и Мики 8. Извини. Да. Малко е напорно 2 часа да се слуша поезија, нели? Не? Се надевам дека ви е задоволство. До сега обично беше така, но еве имаме и други ситуации, нели? Луѓе сме. Бранко, песна само за тебе. Се вика дерман немам, море дерман немам. Дерман немам, леле, дерман немам. Дерман немам од несоодветни соработници, од полтрони раководители, од уметници сметководители. Дерман немам. Дерман немам, од цел живот административни безработници, од ништо не знам, безрбетници. Дерман немам од неразбрани клетници, дерман немам. Дерман немам од безстав режисери, од исполнувачи и актери, од како ќе ми речат вршители, од извршители, служители, од безобразни, безимени, без чувство раководители. Дерман немам. Десет. Светле. 9. Еже. 10. И јас се надавам дека Роза Милкова се врати. И тука се, јас па вам те барам, извини. И повеќе. Втората песна, слушам Јоска Белмучан, и само дека не знам много да ми замерите за тоа што читам. Види ноква покрај мене. Затоа што на моето небо веќе одамна нема звезди. Покажи ми пат. Лежи ноква со мене. Затоа што од моето пристаниште отплови последниот брод. Диши ноква за мене. Да дишам во ритам со тебе. Затоа што навечер заборавам како. Сонувај ноква со мене. Затоа што вртлогот на мојот ум нема веќе с ништа. Само кошмарите останаа. Прегрни ме силно ноква. Затоа што мојата кожа одамна ја заборавила нежноста. Од ударите на кои веќе не им се знае број. Заплачи ноква за мене. Затоа што сакам да знам дека има некој кој ме сака. Дочекај го утрото покрај мене. Затоа што нема да бидам тука, кога ќе ги отвориш очите.
ако ги отвориш побрзо отколку што очекував. Сопри ги сказалките за мене. Затоа што само во таа рамка сликата е се уште среќна. Заслади ги зборовите за мене. Затоа што киселината ми ја пржи утробата, а на твоите усни се уште можам да им верувам. Прости му на времето за мене. Затоа што јас се уште не можам да му простам. Затоа што ми зеде се. Тебе, мене, нас. Браво, Розе. Evo, stvarno nešto dobra ideja, bez mikrofona možda malo reći. 8, tiho. Ela, 8. 10. 10. 7. To беше 7. Редовно ставаме open mic. Отворен микрофон, да некој кој што се охрабрил, почувствувал желба и љубов да каже нешто, да настапи со овој, некој крева рака, ајде земете го микрофонот. Take your time. Сакам да кажам прво дека нема време да се спремам за надпреварот, затоа решив вака. Јас ќе зборам за, не знам, клише тема за друштвото. Дојдов тука, на местото кај што ги закопавме соноите. Дојдов на омиленото место на неколку личности. Дојдов тука кај што промената ги пушти корењата далеку од чермата кај липата свената на клупите и камењата. Тука плачевме, викавме, сонвавме. А зошто? Зошто? Зошто пијаницата е дроб, докторката пиши, има рок, бебето е во дом, плаче без таткото свој, а таткото на пошпитерен. Дечкото па воопшто не е верен, ама знаеш, урлањето е стил, па секоја сплитка е диел. А зошто? Зашто парата не лечи рани остајани на детските фаци. А кога притисокот е голем, секој успех е недоволен. А ти пак ќе ме прашаш зошто? Зашто грижа сведена на нула, пари нема за леп, а си тера живот по свој кеф. Тука е баш тука закопавме една младост, желби, драми, моментот, стравот. Тука закопавме смеја без радост, гитари, песни, револтот, јадот. Тука закопавме реални, тешки вистини, извајани од нафталини, од стари витрини. Тука се стремевме за живот без тага тивка, тука закопавме идеја и смисла. Тука закопавме друштво, екипа, единство. А сега? Сега спомените нека слушат кој интро. Само врати се, ела врати се. Или се плашиш? Толку. Кристијан, трябваше да се пријавиш, беби, и да ме победиш. Наистина морам да ги изборам Викторија од Битола, Варуна Каливиди, Роза Милкова, која наистина ми се допадна со своите изведи, Елена Андоновска од Прилеп, која има огромен потенцијал и се надевам дека ќе се пријавува и следните пати, Дарко од Битола, кој не воодушеви со својот English Basic, ама се надеваме дека следниот пати на македонски ќе ни се обрати и ќе ни прозбори. Да. Ќе кажам една песна што самата ја напишав, што бе втрогната нешто во својот живот. И тоа ме инспирира да напишам. Колку што мислам дека е паметна,
Ще ми извините ако ја прекинам. Живот е мој, горчлив како пелин. Те живеам животе, но како? Место песна, од устни плач се слуша. Место ветрина да блика, ликот мој го мачи тага. За младоста плачам, а за животот се радувам. Тоа се тие две нешта што ме права тажна, но сепак среќна. За младоста плачам, за животот се радувам. Седам во очаот туна, од солзи реки правам. Гледам, звездата моја сјае, јас се уште живеа. Доктори вредни, доктори смели, пак живот ми дарија. Да бидам мајка, да бидам керка, да бидам жена на фамилија своја драга. Нема што да кажам веќе. Ви благодарам. Јас се уште живеам. Се викам Игор Трпче и во Прилеп живеам, да свирам не знам многу, ама сакам да пеам. Пијам крали Марко Цепенков, читам, на работа одам и по улица скитам. Сум учел јас за глумец, ама слабо плата земам. Ме бара кој што сакаат да платат тичнејчат. Ме третират ко дебилче, дури полошо од сакат. Јас сум џабе дипломиран и лошо инвестиран, ама не ми е гајле, мене не ми е страм. Скроз сум не салам, барам. Јуху, јас сум конзервиран, во витаминка рафиниран, 100 бифликс јадам да се сирам и со синтагма дезертирам. Ехеј, јас бев рекрутиран и во војна депортиран. Ха-ха, на дебили рапортирам и после не сум амнестиран. Па затоа јас навивам за Иран и само седам и по цел ден си свирам. Оти не ми е гајле, мене не ми е страм. Скроз сум не салам. Добре дојдовте како сте, јас сум децентрализиран. Оти некој време таму по војните јас бев национализиран. Да си има уважение, ви се молам, јас сум рехабилитиран. Само понекош кој ќе ме фата живциве, јас не можам да се смирам. Јас сум скоро редовно лошо информиран и поради тоа јас сум изманипулиран. Не сакам воопшто, ве молам да политизирам, оти ако навлеземе длабоко, јас многу лесно се фрустрирам. Јас сум дезинтегриран, незаинтересиран, хиперболизиран и појче не сакам да свирам. Јас сум деморализиран, че ме напрамфиран, скроз сум забеган. Ама не ми е гајле, мене не ми е страм, шо сакам си правам. Дали имаме некој друг за отворен микрофон? Open mic, ајде камо, не плашете се. Да, е една девојка. Варуна, Кали, види, Викторија, која што навистина е отлична. Се надевам, те има шансата да не победи. Да, така, пошто ја носам, па зашто да не? И посредам на цигара, пошто умрев со цигара. Погрешно да седев. Момент. Вечерно? Да, мило ми. Имаме некоја ситуација, ама се надеваме да се реши. Кога помислувам на тебе, возвишени јазици да измислам, да склупам вонземни гласови од кората на својата душа.
изгубени градови да откријам, храмови и улици да изчекорам, се додека стапалата неточната ми оставаат стапки. Непознати димензии да проширам, со прстите да ги развлекувам до крајот на универзумот и назад. Небото да го прегрнам, да ги расширам крилјата што ми ги даде и со еден замав облаците да ги размешам, сонцето да го помрачам, со третото ми око да го поклопам и да го бакнам, месечината да ја лижнам, со врвот на јазикот да ги почувствувам рабовите и длабнатинките, што не ти дозволуваат да заспиеш, водата да ја поматам, промените од косава да ги обликуваат брутоците и брановите до секој брег на планетава, шумите да ги населам, да пуштам своји гранки меѓу нивните, да ги вијам високо кон небото, длабоко кон водата, животните да ги припитомам, погледите да ги споиме и да се поврземе, да ги разберам нивните порив и дивост. Кога помислувам на тебе, сакам недопирливото да го допрам, незамисливото да го замислам, додам високо и длабоко, широко и тесно, во секоја можна насока, се додека не ги обиколам сите ствари и поими замисливи за нас луѓето. Да го гушнам постоењето, да ја исполнам празнината, да ја почувствувам материјата, да ме почувствува нематеријата, да гушнам се, да танцувам на фреквенциите кои не придвижуваат и од нив да извлечам свесноста. Свесноста пак да се влечи од мене. Кога помислувам на тебе, сакам да бидам се замисливо и незамисливо. Сакам да најдам начин да си објаснам носталгијава. Не да ја дефинирам, туку се испрекинати линии да ја обиколам, да го исцртам патот по кој осцилираш околу се што нарекувам постојање. Не мое, ами сечие. Кога помислувам на тебе, помислувам на се останато на универзумот, а работите кои не можам да ги замислам, само ги чувствувам. Кога помислувам на тебе, помислувам и на себе. Секаде, во мене и секаде околу мене си. Непостојано постојал, дел од вибрациите кои го создаваат светот. Дел од звукот кои се присутно одекнувани за универзумот. Фала ви. Никола е за тебе подарок од Овскар. Сакам и јас нешто да кажам. Да, слободно повеќе. Нема да цитирам. Да. Поребело ние завршивме, само вака да ви известам, ова е таква автор партија, после автор одиме на резиденс и поканајте сте. Јас би сакал да кажам нешто на крај, му благодарам на Игор што ме покани, јас сум бил на повеќе вакви поетски слемови, меѓутоа вака нешто убав и културен настан не сум видел и покрај инцидентот со момчето, ништо не пречеше. Мислам дека поетските слемови се повеќе стануваат нешто што има во себе еден глумечки дел, интерпретативен, а и во интерпретацијата мислам дека секако Игор и Елена беа најдобри, исто и девојчето од Кавадарци, и токму поради таа убава интерпретација и мислам дека заслужено ги добија тие места, иако мислам дека поезијата не е надпревар и дека сите тие гласање и оценување на крај не се многу благодарни. За крај, сакам да кажам дека сум прв пат во Прилеп на 10 октомври, утре 11, нели денот на Републиката, гледавме како пукањето го следеше прв пат. И би сакал да кажам една песна од тоа време, кога животот бил многу поинаков тука, и тоа е песна на Блаже Колевски, се вика Разделба. Значи тоа од времето кога луѓето не знаеле дали ќе го дочекаат следниот ден, туку живееле од денес до утре. Нам ни е дадено за ден да сакаме и пак на разделба тажни да бидеме и пак си велиме не заборавајме, а може никогаш да не се видиме. Пат ќе ни препречат градови изгорени, пат ќе ни препречат мостови соборени, пат ќе ни препречи Куршумот в чело. И пак си велиме, не заборавајме. И пак сме можеле тажни да бидеме. И пак си велиме, не заборавајме, а може никогаш да не се видиме.
за сите денови на Републиката, од Перо Сарджевски се надевам дека не е на цигара, макар што тој ја има, мислам, тој ја напишал, веројатно не ја чувствува толку интимно како јас. На цигара. На цигара. Се вика, кој сум? Ме прашуваш кој сум? Право ќе ти кажам. Роден сум во семејство на влюбени родители. Пораснат во светлина и радост. Детството ми беше тарзани и партизани и безгрижни криенки по тујги бели дворови во време кога се рушеше еден голем сон и презриво се раѓаше едно поинакво јаве. Од тогаш понавака трагам по нафака, се барам низ списи, пергаменти, ракописи, не баре некој знак од древнина останал силно запечатен сред виоров вечен, недоречен, а наречен живот, по кој јас би го познал ликот неисклесан, би го видел сред карпине слејан, векотум изделкан од ветришта и виулици милуван, да го прашам, кој сум јас? А тој да ми каже. Ме прашуваш кој сум? Право ќе ти кажам. Ни сменија 2 држави, 5 пасоши и 3 валути, сертификати и плакети, разни дипломи и штафети. Ми дадоа документи низа, патни исправи и виза. Ме слика едно стопат и ми ставија печат исто толку. Ниту еднаш не ми се насмевна, ниту ме погледна вистински. Доволни им беа етикетите, за да знаат кој сум. А јас пак не се познавам. Ме прашуваш кој сум, право ќе ти кажам. На здравје. Прашинка сум, трошна, што смогнала сила од здивот и мислите да сочини збор, да се исперчи стасно пред сонцето јасно и да заигра со земјата барем некој круг. И дур вие орото, дур се редат сватоите, потајум да испее и по некој стих, не би ли ги тајните сокрил, пред црвите да би ги гостил и оставил белек сјај сред овој минлив рај. Понекогаш милно ги гледам планините, дур татнеат на ветрот и само посакувам да ги јавам. Перо Сарджевски. Пошто Трпче се прашуваше кој сум јас тука негде го владувам, може би и ќе ти одговора. Вака, кога ќе застанеш пред огледало, што гледаш? Дали гледаш дете босоного палаво, растрчано по морски крабрежа како лови ракчиња и рибчиња, од чија смеја ечи и се тресе плажата? Или гледаш старец, спрчкан, згрбавен, седнат во чушот на собата, како се кара со внуци да затвораат врати и пенџери оти промајата како да го сури? Кога ќе застанеш пред огледало, што гледаш? Птица златокрила што со крилјата своји сончеви од здракнат пола го преполовува и небото вдолж и попреку со песна го прелетува? Или гледаш чинар столетен со корења што во срцето на земјата се забиле, та нема ни лево ни десно за него, кај ќе го стемни, тука да го раздени? Кога ќе застанеш пред огледало, што гледаш? Дали гледаш лав страшна зверетина со очи црвени од лутина, со грива круна на главата да се знае дека кралува, со едно ревнување се пред себе да покорува? Или гледаш зајак ситен, преплашен, од животот уплашен, што со едното око дребнува, а со другото наоколу разгледува, да не дојдат кучки загари, што поскоро дупката своја да ја намери? И последен пат те прашувам, кога ќе застанеш пред огледало, што гледаш?
Зашто кога така застанат пред огледалото ќе те проголта во својата внатрешност и потоа ќе те плюкни на својата површина. Тоа што ќе го видиш, тоа си. Тоа што ќе го чуеш, тој си. Од себе и од огледалото не можеш да побегнеш. Фала. Ајде, има и други. Слободно пате на кој јазик сакаш. Да. Ајде, средно. Во вип ложа на ролери и во супермаркет без пари. Судбина да прекрои, да удира да не брои, со други и со тебе, со сите, но без себе. Глупост и памет ја слеп на очи. Се извинувам. Глупост и памети, а слеп на очи, којњат па на небо, од високо да започни ко сликата за него кој ќе треба да заклучи. Се будиме со болки во грбот и вкочањати рамена, стиснати вилици и дланки во тубаници, млаки љубови и намалени дневници. Се будиме со иззабени дробови, непроводни темпераменти и непрецизни натални карти. И сите отпадни води завршуваат во грлата на нашите пророци. Се будиме, па колетни бубалки затекнати во таен поход кон шпајзот се молиме, јонот на времето да не одмине, да изумне, што множиме усти, кому грицка до безсмртта. Our love was love that stuck in our hearts like poetry sticks in our heads. And yet you forgot it. Our dreams were dreams that flew above our shapes, above what you used to perceive as real. And yet you woke up. Our pain was pain that hurt our muscles and veins, and it left marks of chains on our necks and faces and left the stains of forgiveness. And yet you're not in vain. And still, as the sun rises up, every morning, every day you refuse to be tamed again, for the eclipse in your heart will never, ever be slain. If you were a lion, I would roar at you so loud that the skies could hear of how I despise you, for all the fear you inflict and steer, so that you come near and understand how hard you mistreated each and every piece of my being.